Значи, првично што мал бев заинтересиран за видеоигри, но поконкретно мислам за електронскиве спортови и ме прилича тоа што братовчет ми го гледав како игра клански 5 на 5 Counter 1.6 и од некој начин така ми се допаѓаше тој надпреварувачки дух на такви игри, на шутери, и од тогашка сум така играм електронски first person шутери, third person не е битно, ама така ме инспирира да играм. Значи, Fortnite почнав да играм онака сосема неочекувано. На прв поглед ми изгледаше многу досадна игра, но помалиот брат на девојка ми ме натера некако да ја пробам и од тоешка, не знам, некако се зајубив в играта и ја немам изгубена желбата да играм што пред 2 цели години, може и повише. И некои успеси што ми донесоа и финансиски придобивки, уште дополнително ме мотивираа за да останам на оваа игра. Значи, се уште во Македонија спортот не е на тоа ниво што треба да биде, поради што има доста играчи што се заинтересирани за оваа насока. И исто така и кон многу делови како компјутери се доста скапи за да се надпреваруваш на високо ниво. И на некој начин може и тоа малку и кочи некои професионални играчи, но полека во Македонија во глобала мислам дека подобри се условите за овие, како да ги наречам, геймери, нели? Мислам дека биде во правилна насока. Јас како индивидуа имам голем надпреварувачки дух, па и затоа сум посветен на играње, пошто ми се допаѓа тие како надпревари што се во било кој шутери. Индивидуално имам постигнато добар успех и во Македонија надвор што се онлайн турнири на Fortnite. Првиот турнир што беше VIP во Македонија го освоивме заедно со Писля. Тоа ми е првиот тимски успех во играва. И понатаму имам освоено минател годишниот А1 турнир во Македонија и така на некој начин имам на индивидуално поле и на тимско ниво успеси и така си имаме пронајден неа и Писле во Fortnite на некој начин. Значи, искористувањето на Максимо во Fortnite, конкретно за македонскиви играчи, е малце потежок, поради тоа што оваа игра се базира на добар пинг, во Македонија малце потешко на Fortnite серверите да се има добар пинг. Например, како професионалните играчи од другиве држави што се како например Англија и Германија имаат голема предност поради тоа и едноставно многу им е полесно од таа причина. Друго како можам да го набрам дека исто да речем македонскиот менталитет може малце да не ограничува во врска со тоа, пошто уште спортот не е толку прифатен во Македонија како во некои други странски земји и мислам дека тоа е отприлика тоа во врска со ова прашање. Значи, поддршката од моите навици на почетокот беше, да речем, минимална, но конкретно пошто во Fortnite многу време поминав како играм и мисля дека е заудно потрошено време, што е многу нормално, скоро секој родител тоа го мисли во Македонија во врска со ова, но полека кога видоа дека може да се добијат добри понуди од тимови и откако видоа дека тоа може финансиски да се исплати после некои освоени турнири, на некој начин они го сменија ми мислењето и почнаа да ми даваат голема поддршка во врска со ова. Значи, во моје слободно време пред се гледам да имам некаква подобра физичка активност, поради тоа што поголемиот дел од денот сум на компјутер и не сум многу активен. Дали тоа ќе биде некаква прошетка на вона или со куќето ќе шетам. Друго, не знам, идам на кафе со најблиските и гледам некој добар филм или серија. Интересот во нашава земја за електронските спортови кој секоја година се повеќе и повеќе расте, а посебно и со помладите генерации што се и, например, конкретно за Fortnite играва, повеќе родители се запознаени со тоа уште од помалите години на нивните деца и на некој начин на тоа се интересот автоматски со тоа расте и исто така и со пандемијава од кога се случи, сите се затворени дома, исто така и тогаш почна некои луѓе од дома да геймаат и некои се задржаа на тоа, некои не и така. Многу сум благодарен за оваа прилика, пошто
први сте што вака ми искачате во пресред, значи поздрав до Меса за тоа и се надевам дека поради тоа што сум прв од Fortnite играч што има интервју на вашиот канал, дека ќе има и многу други во иднина и се надевам на успеси и добри работи во иднина.